Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани пријатели, драги гледачи и слушатели, ја започнуваме нашата утринска програма Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Еве на самиот почеток би сакала ова емисија, како и останатите досега што ги правевме, ќе отпочнеме со убави мисли од Светото писмо. Надеж и вера. Ова тема е добра за вовет или за охрабрување во овие тешки времења во кои денеска ние се наоѓаме. Верата, може да кажеме, драги пријатели, е сидро за душата која не држи цврсто без разлика на бурите и околностите кои се случуваат околу нас. Нашата надеж е во она што не е во она што го гледаме, туку во ветувањето од Бога. Еве што вели апостол Павле во Римјаните 15 глава 13 стих, а Бог на надежта нека ве исполни со секаква радост и мир во верата, за да изобилувате во надежта во силата на Светиот Дух. Додека во Евреите во 11 глава во првиот стих Павле додава, а верата е тврда увереност во она што се надеваме, доказ за она што не го гледаме. И исто така пророк Исаја кажува во 41 глава во 10 стих, не плаши се, Бог секако порачува, зашто јас сум со тебе, не гледај наоколу исплашена, зашто јас сум твојот Бог, јас ке те зајакнам, јас ке ти помогнам и ке те подржам со десницата на својата правда. Познато е дека во Библијата имаме 365 ветувања за Божја заштита и водство, што значи за секој ден по едно ветување. Така да, драги пријатели, нека Бог биде нашата надеж, извор на нашата вера и храброст пред сите неизвестности со кои секојдневно се сочуваме. Певе и денеска е нов ден, не знаеме како ќе заврши овој ден, но знаеме едно, дека Бог според своето ветување ќе биде со секого од нас, ако му се целосно предадеме и во вера одиме и живееме според неговата волја. Значи, верата е сидро за душата, која не држи цврсти без разлика на бурите и околностите околу нас. Продолжуваме сега со нашата програма. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Овој свет е долина на солци, кај пустат силни ветрови, а јас и ти сме само патници. Преко густи црни облаци, мал зрак на среќа блеснува, но набрзо го снемува. Не се плаши, оди храбро, и во добро, и во зло. Бог те води, знај, во животот. Срце нека се насме,
mir i dobro da širi me. Isusa, da go sledi me, zadam vidi celio svet, deka nije Božji deca sme. Ovo je život kako nežno cveće što se rađa i vene i što na kraj od seće ostane. Zato apatniku što stradaš, pogledni se ga na gore, kon domot naš nebesen. Bidi srećen, pun vera, Isus spasni doađa, će ne vodi toj vo večnost tam. Srce neka se nasme, Božji dar ovoj den, sekoj neka prepoznaje, vo nas Božja ljubav žive. Mir i dobro da širi me, Isusa, da go sledi me, zadam vidim celio svet, vo nas Božja ljubav žive. Pej mu na Isusa, slavi go po sekoj čas, zadam vidim celio svet, deka Božji deca nije sme, po nas Božja ljubav žive, po nas Božja ljubav žive. Жените приврзаници Исусови. Парабола за сејачот. Кои се Христовите роднини? Стигнувањето бура на морето. Исцелението на човек со нечист дух. Будењето на Јаировата ќерка и чудото со болна жена. Глава 8. Потоа он одеше по градовите и селата проповедајќи и благовествувајќи го Царството Божјо. А со него беа 12 и некои жени што беа излекувани од зли духови и болести. Марија, наречена Магдалина, од која беа излегле 7 демони, и Јоана, жената на Хуза, настојникот Иродов, и Сусана и многу други кои му служеа со своите имоти. А кога се собра многу народ и кога жителите од сите градови приоѓаат кај него, он ја кажа оваа парабола. Излезе сејач да сее семе. И кога сееше, едно падна покрај патот и беше изгазено, и птиците небески го исколваа. А друго падна на камен, па што мникна се исуши, оти немаше влага. Едно пак падна меѓу трње и израсна трњето, па го заруши. А друго падна на добра земја, и
како го рече ова, извика. Кој има уши да слуша, нека чуе. А учениците негови го прашаа велејќи: што значи таа парабола? Он рече: Вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Божјо, а на другите ќе им се зборува во параболи, да гледајќи да не видјат и слушајќи да не разбираат. А ова парабола значи семето е Словото Божјо. А она што падна покрај патот се оние кои слушаат, но потоа доаѓа ѓаволот и им го зема Словото од срцата нивни, за да не поверуваат и да не се спасат. А она на камен се оние кои, кога ќе го чујат Словото, со радост го примаат, но немаат корен и веруваат некое време, па штом дојдат искушенија, тие се откажуваат. Тоа пак што падна меѓу трње се оние што го слушаат Словото, но кога отидат, се подаваат на грижи, богатства и наслади од овој живот и не донесуваат плод. А оние на добрата земја се тие што го слушаат Словото и го пазат во добро и чисто срце и принесуваат плод со трпение. Штом го рече тоа, извика: Кој има уши да слуша, нека чуе. Никој кога запали свеќа не ја поклопува со сат, ниту ја става под одар, туку ја наместува на свеќник за да ја гледаат светлината оние што влегуваат. Оти нема тајно што не ќе стане јавно, ниту пак сокриено што не ќе се разбере и излезе на видело. Па пазете како слушате, зашто кој има ќе му се даде, а кој нема ќе му се одземе и она што мисли дека го има. Дојдоа кај него мајка му и браќата негови и не можеа да се приближат до него поради народот. И му јавија велејќи: Мајка ти и браќата твои стојат надвор и сакаат да те видат. А он им одговори и рече: Мојата мајка и моите браќа се оние што го слушаат Словото Божјо и го исполнуваат. Еден ден влезе он во кораб со учениците свој и им рече: Да минеме на другата страна од езерото. И појдоа. Кога пак пловеа, он заспа. А над езерото се појави силен ветер, па ги плискаше водата и тие беа во опасност. Пристапија и го разбудија говорејќи: Наставниче, наставниче, загинуваме. А он, штом се разбуди, им забрани на ветерот и на брановите и тие се смирија и настана тишина. И им рече: Каде е верата ваша? А тие се уплашија и се чудеа велејќи се еден на друг: Кој е овој што и на ветровите и на водата им заповеда и го слушаат? И пристигна во Гадаринскиот крај спроти Галилеја. А кога излезе он на суво, го сретна еден човек од градот кој имаше бесови од многу години и не облекуваше алишта и не живееше дома, туку по гробовите. Кога го виде Исуса, извика и падна пред него и гласно рече: Што имаш со мене, ти Исусе, сине на Севишниот Бог? Ти се молам, не мачи ме. Зашто Исус му беше заповедал на нечистиот дух да излезе од човекот, и долго време го мачеше и беше во окови и со береги го врзуваа чувајќи го, но тој ги раскинуваше оковите и бесот го тераше да оди во пусти места. А Исус го праша велејќи: Како ти е името? Тој одговори: Легион, зашто многу бесови беа влегле во него. И го молеа Исуса да не им наредува да одат во бездната. А таму по ридот пасеа многу свињи, па го молеа да им позволи да влезат во нив. И им позволи. И откако излегоа бесовите од човекот, влегоа во свињите и се тргнаа свињите низ стрмнината и се издавија во езерото. Свињарите, кога видоа што се случи, избегаа и раскажаа по градот и околината. И излегоа да видат што станало, па кога дојдоа кај Исуса, го најдоа човекот од кого беа излегле нечистите духови, како седи пред нозете Исусови, облечен и со здрав разум, и се уплашија. А оние што беа виделе, им кажаа како се исцели бесниот човек. И сиот народ од Гадаринскиот крај го молеше да си отиде од нив, зашто се беа уплашиле многу, и он влезе во коработ и се врати. Човекот пак од кого беа излегле демоните, го замоли да биде со него, но Исус го отпушти велејќи: Врати се во домот свој и раскажувај што ти направи Бог.
Тој си отиде и расправаше по целиот град што му направи Исус. А кога се врати Исус, народот го пресретна, оти сите го очекуваа. И ете дојде еден човек по име Јаир, кој беше управник на синагогата, па кога падна пред нозете Исусови, го молеше да појде во домот негов, зашто имаше една единствена ќерка на 12 години и таа умираше. А кога одеше Исус, народот се туркаше во него. И една жена која страдаше 12 години од крвотечение и сиот свој имот го беше потрошила по лекари, а ниеден не можел да ја излекува. Пристапувајќи одзади, се допре до крајот на неговата облека и наеднаш и престана крвотечението. И рече Исус: Кој се допре до мене? А кога сите се откажуваа, му рече Петар и оние што беа со него: Учителе, народот те одболил и те притиска, а прашуваш: кој се допре до мене? Но Исус рече: Некој се допре до мене, зашто сетив дека излезе сила од мене. Жената што виде, оти не може да се сокрие, со треперење пристапи, па како падна пред него му кажа пред сиот народ зошто се допрела и дека веднаш оздравела. А он и рече: Не бој се, ќерко, верата твоја те спаси. Оди си со мир. Додека он уште зборуваше, дојде некој од управникот на синагогата и му рече: Ќерка ти умре, не мачи го учителот. Но Исус што го чу тоа, одговарајќи му рече: Не бој се, само верувај и ќе биде спасена. А кога пристигна во куќата, никому не му позволи да влезе освен на Петра, Јована и Јакова и на таткото и мајката на девојката. Сите плачеа и ридаа по неа, но он им рече: Не плачете, таа не е умрена, туку спие. И му се подсмеваа, знаејќи дека е умрена. А он, откако ги истера сите, ја фати за рака и извика велејќи: Девојко, стани. И се поврати незиниот дух. И се дигна веднаш и заповеда да ја дадат да јаде. И се зачудија родителите нејзини, а он им заповеда никому да не кажуваат за тоа што стана. Тебе славимо ми, Алелуја, радосно срцем сви, Алелуја, буди славljeno Господе, Хозана у висини. Слава, слава, слава кралju краљева, слава, слава, слава кралju краљева. Силан Бог си ти, Алелуја, хвален обстојан си, Алелуја, буди узвишен Господе, слава кралju краљева. Хозана, Хозана, Хозана у висини, Хозана, Хозана, Хозана у висини. Спасен je Богу мой, Алелуја, слава и благослов, Алелуја, мудрост, слава и част и моć и власт у веке векова. Исус, Исус, Исус крале краљева. Исус, Исус, Исус крале краљева. Тебе славимо ми, Алелуја, радосно срцем сви, Алелуја, буди славljeno Господе, Хозана у висини. Svi slavimo
slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Ivan vidje veliko mnoštvo otkupljenih, svi novu pjesmu Bogu pjevaju. Tisuće ga hvale, mirijade slave, svi kliču hvalu Kristu Bogu svom. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Nema Boga kao što si ti, nema ga, nema ga. Nema Boga kao što si ti, nema ga, nema ga. I nema Boga što čudesa tvori, kao što i tvoriš ti. I nema Boga što čudesa tvori, kao što i tvoriš ti. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. I čita svijet će se spasiti, i čita svijet će se spasiti, i čita svijet će se spasiti, ali sa Duhom presvetim. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Isus, Isus, Isus ujutro, Isus u podne. Isus, Isus, Isus kad spušta se noć. Ljubi ga, ljubi ga, ljubi ga ujutro, ljubi ga u podne. Ljubi ga, ljubi ga, ljubi ga kad spušta se noć. Slavi ga, slavi ga, slavi ga ujutro, slavi ga u podne. Slavi ga, slavi ga, slavi ga kad spušta se noć. Marija, Marija, Marija ujutro, Marija u podne. Marija, Marija, Marija kad spušta se noć. Isus, Isus, Isus kralj kraljeva. Isus, Isus, Isus kralj kraljeva. Tebe slavimo mi, aleluja, radosno srcem svi, aleluja. Budi slavljeno Gospode, Hozana u visini. Dnešna tema, počitavni gledači, što sakam da je spodjelam v ramkite nova autorska programa pod naslov Se bliži sudnio den. Na početku kad bi sakal da pročitam povedni tekstovi od knjigata na Dela na apostolite, 17. glava, 30. i 31. stih. I taka ne gledajki na vreminjata na neznajnjeto, Bog sega im zapoveda na lugeto da se pokajat site i nasekate zašto opredelil den, kojeg mu sudi pravedno na cijeli svijet priku čovekot kojeg opredelil za toa da vajki im nasite uveruvanje su to što go voskresna od mrtvite.
Апостол Павле стоел на камениот риц проти атинскиот Акропол. Во мноштвото луѓе кои постојано го прателе апостол Павле, но сега посебно пред овој рит во Акропол, се собрало мноштво луѓе да го слушаат апостолот, односно тој бил не само апостол, и филозоф, се дружел и со филозофи од Грција, од Атина. Секако туку имало и поминувачи желни за секоја нова незгодна наука. Павле почнал да зборува за верските обичаи кои ги приметил во градот и ги насочил луѓето на единствениот вистински Бог, создателот на небото и на земјата и оној кој го основал, би рекол, и самиот живот. Потоа Павле својот говор го доведува до кулминација со предупредување се приближува судниот ден. Ова порака, драги пријатели, и денеска одзвонува преку сите страници на Светото писмо. Бог е морален судија на Вселената кој ги повикува луѓето, ќе ги повика секако и еден ден на одговорност. Никој не ќе може да побегне, никој не ќе може да се сокрие. Луѓето може да се обидат да го, например, негираат тој факт, може да се обидат да го изнесат надвор нивната совест, но тоа и понатаму обстојува. Доаѓа судниот ден. Тој збор или таа реченица одзвонува и денеска на сите меридијани од исток и запад, север и југ. Понатаму Павле вели зашто сите ние треба да се појавиме пред Христовиот суд. 2 Коринќаните 5 глава 10 стих. Во Исаја 6:60 пишува: да, Господ ќе им суди со оган и со меч, на секој смртник поразените од Господа ќе бидат мноштво. И ви велам, понатаму Исус вели во Матеј 12:36, и ви велам за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговорат на судниот ден. Значи, поимот судниот ден постои во целото Свето писмо. Во нашиот сегашен свет, паднат свет, неправдата на жалост превладува. Сиромашните луѓе често пати не ги остваруваат своите права, оние кои може да си дозволат скапи адвокати си заминуваат ослободени. Денеска затворите се полни со луѓе кои направиле мали прекршоци, би рекол, а оние големите риби под наводници, луѓе кои може милиони украле, се на слобода. Но Господ вели дека еден ден ќе дојде тој и ќе им суди на сите луѓе на целото општество. Значи се наближува судниот ден. Никој не ќе може таа правда и осуда да ја избегне. И затоа денеска Господ не повикува да ја твориме правдата, да се држиме за Божите правила и упатства. Еве да се вратиме малце, почитувани пријатели, во историјата. По Холокаустот многу евреи, прочитав во една книга, се откажале од Бога. Зошто? Се откажале од својата вера во Бога, затоа што доживееле неправда во тие затвори. Лице в лице со нешто што изгледало како Божја тишина, тие веќе не можеле да веруваат. Всушност, овој проблем е многу постар. Излегува на површина на неколку места во Светото писмо, особено ако читаме Псалом 73, кај што Давид поставува многу тешки прашања. Овде псалмистот отворено ја признава својата внатрешна борба, додека гледа како оние што го отфрлат Бога навидом напредуваат. Давид вели во Псалмот 73, 2 и 3 стих: а за мене за малку ќе ми се сопнија нозете, за малку ќе ми се лизнија чекорите, зашто им завидев на злочинците, наблюдувајќи го напредокот на грешниците. Нам не се чини дека луѓето кои не размислуваат за живиот Бог уживаат еден подобар живот и живеат подобро на ова земја. Можеби богатите не веруваат во Бог и гледаме како се збогатуваат, а воопшто не го признават Бога за свој створител, односно создател. Понатаму пишува во истиот псалом од 4 до 12: никакво страдање не носат кога Давид ги гледал богатите. Нивното тело е дебело,
не живеат во маките на смртниците, не ги удираат човечките неволи, ете такви се грешниците, секогаш спокојни збираат богатство. За Давид, значи за псалмистот Давид, светилишето значило сигурност дека Бог е на прво место и дека тој работи. Бог се уште е на својот престол и во свое време и на свој начин ќе го запре владењето на гревот и злото. Бог ќе воспостави ред, сепак почитувани пријатели. Давид на крајот од овој псалом заклучува дека Бог се уште ги држи конците и управа со овој свет. Понекогаш не се чини дека злосторниците напредуваат, безбожниците се богатат, меѓутоа не е така. Крајот ќе каже кој бил во право. Небесното светилиште, каде што Исус служи како наш правосвещеник денеска, ни го дава истото уверување, истиот одговор. Овој свет нема да трае вечно. Злосторствата што го обземат нашето современо општество и нечестните постапки на човекот еден ден мора да бидат подложни под лупата на Господарот на Вселената. Се приближува судниот ден. Доктрината за судот речиси исчезна од учењата на многу христијански цркви, иако верниците ги рецитираат зборовите од древното пророштво, како што е ова реченица. Тој, значи Христос, доаѓа да им суди на живите и мртвите. Тоа е реченица од верују, она христијанско познато верују. Таа идеја нема никакво значење за нивното искуство, на жалост. Многу луѓе денеска се откажуваат од Бога затоа што гледаат околу себе како безбожниците напредуваат. Адвентистите како христијани ја задржуваат ова библиска вистина како витален дел од нивната теологија. Пораката е прикажана во веста на трите ангели од Откровение 14 глава 7 стих, што вели: бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој го создал небото, земјата, морето и водните извори. Дали забележувате овде совпаѓање со она што Павле го зборувал на ридот во Атина, покрај Атина? Своите скептични слушатели ги повикал на покаяние, а пораката на ангелот од тројната ангелска вест исто така ги повикува луѓе да се плашат од Бога и да му одадат благодарност. Павле зборувал за Бога кој го одредил денот кога ќе суди праведно, а во Откровение читаме дека ќе дојде часот на неговиот суд. И на крајот Павле тврдил дека Бог ќе му суди на светот преку човекот што го поставил, преку оној што го воскресал од мртвите, преку Исус Христос. Исус е во центарот на пораката што мораме денеска и ние, драги пријатели, да ја пренесеме на овој свет. Понатаму читаме: тоа е вечното Евангелие, радосата вест за Богочовекот кој ни даде спасение и кој наскоро ќе дојде. Тој ги создал небесата и земјата, морето и изворите водени. Откровение 14:7. Бидејќи се е создадено од него и ништо не е создадено без него, вели апостол Јован во 1 глава 3 стих од Евангелието според Јована. И сега клучното прашање за судот го вклучува нашиот однос со Исус Христос. Колку и да се трудиме, самите не можеме да ги спасиме нашите животи. Кога нашето име ќе се појави на судот, кога ќе се открие тој непогрешлив запис за нашиот живот, се што сме направиле, што не сме успееле, сите наши зборови, сите наши мисли, тогаш едно прашање ќе ги исполни сите други, а тоа е прашањето што сме направиле ние за Божјиот Син. Пишува Јован во 3:17 и 18, зашто Бог не го испрати својот Син во светот за да му суди на светот, туку да се спаси преку него. Кој верува во него нема да му се суди, а кој не верува веќе осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божи Син. Иако сам по себе не може да даде надеж, небесниот запис за нашиот живот е сепак важен, бидејќи го покажува нашиот правец на нашиот живот, како сме се движеле. Ние сме слаби, како луѓе изнемоштени, се трудиме, но паѓаме и се сопнуваме. Сепак ни сите неуспеси и обновени движења Христовата благодат не преобразува. Промените се случуваат тивко
и може да кажеме секојдневно додека Божјиот лик се обновува во нас, додека одиме со Исус, предавајќи му се на Христа секој ден, хранејќи се од Неговото Слово и стремејќи се да живееме за Неговата слава, ние стануваме како Него. Како што мажот и жената кои силно се сакаат, почнуваат да личат еден на друг, по навики, па дори и по изглед, така и луѓето кои го сакаат Исуса стануваат како Него. Павле ќе запише во второто Коринтјаните, 3 глава, 80 стих, а ние сите со откриено лице одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во ист лик, од слава во слава, како што го прави тоа Господовиот дух. Некои верници се плашат од судот. Тие живеат со сомнеш и очекување дека нема да бидат доволно добри за да бидат прифатени секако и од Исуса Христа. И затоа, драги пријатели, да поставам едно прашање. Дали ние сме меѓу тие страшливците? Затоа сакам да ви укажам на точниот библиски одговор. Ние не сме доволно добри, но сепак да не се плашиме. Исус е доволно добар место нас. Ако сме го прифатиле Христа како наш Спасител и Господ, тогаш стои нашето име на Негова страна. Тогаш ние сме на страната на Исуса Христа. Додека Исус гледа во нас, тој гледа во совршена личност, зашто Христос е совршен. Ако се облечеме во Неговата праведност, тогаш и ние сме праведни. Еве Павле што запишал во Евреите 4 глава од 14 до 16 стих. И така, бидејќи имаме голем правосвещеник кој поминал низ небесата, Исуса Божјиот Син, да се држиме цврсто за исповедувањето. Зашто немаме правосвещеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во секако нас, освен гревот, и така да пристапиме смело кон престолот на благодата, за да примиме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Последната порака, што е напишала во својот живот американската писателка Елена Вајт во 1914 година, била упатена до личноста која била мачена од сомнеш и страв дали Исус ќе ја прифати. Елена Вајт починала, како што е познато, во 1915 година. Еве што таа напишала писмо до една личност која се чувствувала грешна, недостојна за спасение. Еве што пишува: ваша предност е да верувате во љубовта на Исус за спасение на најцелосен, најсигурен и неблагороден начин и кажете: тој ме сака, тој ме прифаќа, ке имам доверба во него бидејќи тој го даде својот живот за мене. Каква утеха, драги пријатели, каква сигурност. Божјиот престол на благодата е отворен и приступачен за сите нас. Милоста е наша жива надеж, милоста е нашето спасение. Тоа е навистина добра вест. Судниот ден навистина доаѓа. Тој се ближи, како што вели Библијата. Но слава му на Бога, што Исус не заборавил. Исус е нашиот застапник на небото, Исус е нашиот адвокат, Исус е нашиот спасител. Ако денес го признаеме и го отвориме срцето и кажеме: Исусе, влези во моите мисли, во моето срце, помогни ми да живеам според Твојата волја, тогаш судот нема да биде за нас страшна вест, туку радосна вест кога спасените ќе добијат награда. Нека Господ сите не благослови во овој правец и да не се оптеретуваме со судот кој доаѓа, туку да размислуваме за тој суд како радосна вест која ќе се дели награда за сите оние кои го прифатиле Христа во својот живот. Кога сонцето се раѓа и денот тивко почнува, ти си секогаш до мене и ме чуваш секаде, само ти знаеш ли да ти си ми се. И
Кога мислам нема веќе и дека готово е се, ти си тој што ќе ме чуеш и ќе дадеш од себе. Само ти знаеш ли да ти си ми се, да ти си ми се. Среќа за мене, небо отвора, срце исполнуваш. И кога мислам нема веќе и дека готово е се, ти си тој што ќе ме чуеш и ќе дадеш од себе. Само ти знаеш ли да ти си ми се, да ти си ми се. Само ти знаеш ли да ти си ми се, да ти си ми се, среќа за Полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија. Драги гледачи, би сакал пред да се одјавиме, уште еднаш да ви понудам Нови Завет, книга над книгите, нов современ македонски превод, џепно издание, лесно се чита, со прилично добри букви, големи букви, дури без наочари може да ја читате, вие постарите, зато пишете ни на нашата адреса, на нашиот телефон 077 819 828, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Доколку сакате да изучувате Библијата, еве ви нудиме и бесплатен курс на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата,
Имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не на самиот крај, драги гледачи, на ова наша денешна емисија Извор на надеж. Би сакал да ви се заблагодарам што бевте и денес со нас. Споделете ова емисија со ваши роднини и пријатели, има интересни содржини. Може исто така, значи, да им кажете да ја следат кога можат во вторник и четврток со почеток во 9 часот, што би се рекло во живо. Ми преостанува да ви посакам секој добро од Господа, да ви закажем нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија Извор на надеж е токму за вас. Ве очекуваме.